ако се уште нема никој кој што сака нешто да додаде, сега би дал говор на професорката доктор Гордана Ристовска. Нејзината тема е отворен пристап во публикувањето на архиви на јавното здравје. Повелете, професорке. Добар ден од мене, значи до сите панелисти, учесници, партиципанти на денешниот ден. Честитки за организацијата, за организаторите. Навистина сум многу среќна што еве се трудиме да ги следиме современите текови, да се приклучиме кон одбележувањето на овие денови, да ја подигнеме малку свеста за значењето на отворениот пристап во публикувањето. Сега да ја споделам само мојата презентација. Се надевам дека е во ред, се гледа. Значи, да се представам уште еднаш за сите учесници, за тие што не ме знаат. Професор доктор Гордана Ристовска, професорка на медицински факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, инаку вработена во Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија, а исто така активна и во Македонското сдружение на медицински уредници, односно еден од подпредседателите на Македонското сдружение на медицински уредници. Денеска, значи, учествувам исто така, нели, како главен и одговорен уредник на списанието Архиви на јавно здравје. Сега јас можеби во некои делови ќе се повторам со професорот Спировски, меѓутоа мора да се даде вовед некој на презентацијата, не може нели директно да се премине на конкретно на списанието. Што е она што го движи и што го мотивира отворениот пристап во публикувањето? Дисеминација и споделување на резултатите и наудите од истражувачката работа треба да биде есенцијална компонента на секоја научно-истражувачка работа. Науката може да напредува само преку споделување на резултатите. Да го споделиме со останатите истражувачи и експерти во областа она што ние сме успеале да го дознаеме, да го утврдиме, да го етаблираме преку истражувачката работа. И уште една дополнително значење. Вредноста на истражувачката работа се согледува преку примената на резултатите од истражувањето. Ако ги споделиме резултатите, тогаш тие ќе најдат и практична примена. Професорот Спировски спомена дека одредени резултати, ние сме сите понекогаш сведоци дека одредени резултати од истражувачка работа се чуваат тајно, не секогаш се споделуваат. Меѓутоа, воглавном, јас велам и сите ние овде присутни сме од тој вид на истражувачи кои што имаме желба и намера да ги споделиме резултатите од истражувачката работа. Токму војата на научниците да ги публикуваат резултатите и да ги споделат со научната заедница и пошироко, не мора секогаш да биде тоа ограничено споделување само со научната заедница, затоа што очекуваме нивна примена. Тоа е едната компонента, војата или желбата на научниците да ги споделат резултатите. Другата компонента, тоа е новата технологија, односно интернет. Веќе не е нова, толку широко ја користиме, меѓутоа кога овие два услови се присутни, тогаш се создава и идејата за отворен пристап, преточена во декларацијата за отворен пристап. Всушност, во 2002 година е подпишана декларацијата за отворен пристап во Будимпешта и затоа се нарекува Budapest Open Access Declaration. Јас потруди повтека дадов извадок еден од првите подписници на декларацијата и тука имаме представници, можеме да видиме од BioLine International, имаме од Институтот Отворено општество, представник од Biomed Central, значи една голема дата база која што нуди
отворен пристап, односно open access. Значи, ова се луѓето кои што ја покренале идејата, представувале на некој начин движечка сила за да започне овој отворен пристап на споделување на публикациите. Што значи всушност отворен пристап или open access? Тоа значи слободен пристап до научна литература, трудови и книги. Ве молам, дали ме слушате само? Да, професор, ќе ве слушаме, се е окей. Во ред. Што значи всушност отворен пристап? Слободен пристап до научна литература, трудови и книги. Тоа значи да се постојано достапни онлайн и многу важно, без надокнада за читателот. Значи, тоа е она што ќе му овозможи да може секој да има пристап до таа литература. Затоа што сите ние сме сведоци дека понекогаш ќе го прочитаме апстрактот, сметаме дека може да не заинтригира неговата содржина, сметаме дека ќе ни треба, например, за нашата истражувачка работа, и кога ќе го побараме целиот труд да го видиме резултатите, нели по-конкретно да ги разгледаме, наидуваме на потреба да го купиме трудот, а не секогаш тоа можеме да си го дозволиме. Тоа е предноста на отворениот пристап. И при тоа сакам да потенцирам дека трудовите објавени во списанија, кои претходно во списанија со отворен пристап, исто така минале низ процесот на заедничка рецензија. Затоа што понекогаш се смета дека некои сметаат дека трудовите објавени во списанија со отворен пристап се со понисок квалитет, и тука имавме еден таков коментар. Значи, иако се тие списанија со отворен пристап, секако поминуваат низ процесот на заедничка рецензија, кој што треба да го овозможи квалитетот на публикуваната литература. Идејата за отворен пристап предизвикала, значи да се создадат неколку видови списанија. Значи не сите списанија се определуваат за отворен пристап. Значи има такви списанија кои што имаат целосно отворен пристап, кои што решиле нели целата истражувачка работа која што се објавува во нивните списанија да ја споделат бесплатно, но има и хибридни списанија, како што ги спомена веќе професор Спировски, во кои некои трудови се објавени со отворен пристап, а некои се со претплата. Значи тоа е сепак одлука на уредникот и на уредувачкиот тим и на издавачот. Дали сите трудови во рамките на тоа списание ќе бидат бесплатни, за да може секој да ги прочита, или пак за некои трудови тие ќе одлучат веројатно за тие што очекуваат да има поголем интерес, ќе одлучат да читателите платат за да може да дојдат до тој сакан труд или книга, да речеме, затоа што не мора да биде само труд со отворен пристап, може да биде и книга со отворен пристап. И сега, каков е развојот на отворениот пристап и кои начини постојат, јас пребарувајќи ги утврдив овие два начини, па подоцна утврдив дека постои некој и трет кој што го нарекуваат платинасти или дијамантски отворен пристап. Овдека на слайдот се опишани значи два начини: златен отворен пристап и зелен отворен пристап. Па што е разликата помеѓу овие два начини? Кај првиот златен отворен пристап има постојан пристап на оригиналната верзија на трудот. Таа е онаа верзија која што ја поднел авторот
и на финалната верзија, која што поминала низ процесот на рецензирање. Значајно е тоа што овдека авторите плаќаат за објавување. Значи, читателите не плаќаат, но авторите треба да платат за објавувањето. И при тоа авторот ги задржува сите права за копирање и дистрибуција. И веднаш се објавува. Тоа е оној момент што велиме веднаш се објавува и што создава сомнеш дали овие трудови поминале низ процесот на рецензија. Да, со оглед на тоа што нели се објавува оригиналната верзија и се објавува финалната верзија после рецензирање. А постои и така наречен зелен отворен пристап, каде што авторите не плаќаат, тоа е значајно, значи сега дека овдека не плаќаат авторите, меѓутоа постои отворен пристап до прифатената верзија за публикување после рецензирање. Значи постои еден одложен период додека стане достапен тој труд или литература за читање. И тука издавачот ги задржува правата за копирање и дистрибуција. И сега велам, еве се среќава нели во литература тој платен пристап каде што авторите не плаќаат, а сепак ги задржуваат правата за копирање и дистрибуција као најдобра опција и за читателите и за авторите и во однос на пристапот до литературата. Зошто авторите треба да се определат за списание со отворен пристап? Што треба да биде бенефит или она што ќе го му помогне на авторот да се определи да публикува списание со отворен пристап? Тоа е зголемен визибилитет на објавената истражувачка работа. Тоа е она што секој еден автор го очекува и треба да го достигне. Што поголем визибилитет на истражувачката работа. Тоа води кон зголемена цитираност на трудовите. Така некои податоци укажуваат дека 62% од цитираните трудови се всушност трудови со отворен пристап. Нормално дека има и такви кои што се со 38% се трудови кои се од цитираните трудови се трудови со претплата. Друга мотивирачка компонента за авторите, која што треба да ги определи да публикуваат во списанија со отворен пристап. Тоа е поголемата можност за меѓународна соработка. Овој зголемен визибилитет и зголемената цитираност ќе овозможи авторите да бидат препознаени во меѓународната истражувачка заедница. И со тоа ќе им овозможат учество во интернационални истражувачки конзорциуми. Значи, во денешно време, кога се меѓународните фондови кои што поддржуваат истражувачки работа, се оди кон тоа да се формираат истражувачки конзорциуми од различни земји, од различни региони на светот и ако авторите се препознаени во меѓународната литература, тогаш ќе бидат и повикани за учество во овие интернационални конзорциуми. Од друга страна, кога ги се формира тој интернационален конзорциум, се аплицира кон тие меѓународни фондови за публикување. Еве затоа го споменувам тука Horizon 2020. И слични не можам сега нели сите да ги набројам. Еве тука пренесувам и собствено искуство. Значи, при самото учество во тој интернационален конзорциум и подпишување на тие договори за соработка или грант агримент, како ги викаат, обврските кон истражувачите се да истражувачката работа се публикува во списание со отворен пристап. Значи, тоа веќе се наметнува и како обврска. Да, треба нормално од еден истражувачки проект да произлезат трудови, но тие трудови да бидат објавени во списанија со отворен пристап. Зошто, кои се други причини да авторите повторно се определат за списание со отворен пристап? Затоа што
споделените резултати ја поттикнуваат и ја движат иновативноста. Затоа што резултатите од нашата истражувачка работа еден ден може да послужат како иницијатива, како движечка сила на иновативноста. Еве еден пример, да речем симпатичен пример, 15 годишно момче кој што користело бесплатни трудови од Google Scholar, му помогнале да иновира брз тест за детекција на редуктив на канцер на панкреас. Еден такав пример кој што сака да укаже дека можеме да дадеме придонес со нашите трудови кои што биле објавени во списание со отворен пристап кон некоја поголема, поблагородна идеја или достигнување. Понатаму, објавените резултати од истражувачка работа во списание со отворен пристап може да имаат глобален импакт. Значи, можат да дадат ефекти и на глобално ниво. Исто така, овој пример се споменува. Основачот на Teach8 ги направил широко достапни материјали и методи за HIV-SIDA, кои потоа биле преведени на 15 јазици и применети како водичи во преку 70 земји. Значи, ако ги направите достапни, можеби ќе најдат примена понатаму. Понатаму друга, да речам, мотивирачка сила која што треба да ги води авторите кон да се определат за списание со отворен пристап е тоа што имаме тоа ќе овозможи пристап и на пошироката јавност. Во прв момент е идејата, значи, размена на резултатите, наудите, заклучоците со истражувачите од истата област. Но, кога зборуваме особено, например, за јавното здравје, каде што очекуваме да бидат инволвирани експерти од други области, надвор од медицината, и тоа не е многу значено за да може да биде достапна и до нив литературата. Тоа значи дека треба да биде достапна резултатите од истражувачката работа, многу важно, до креаторите на политиките, до бизнис заедницата, до субјектите во образованието. Значи, отворениот пристап го овозможува тоа. И исто така сметам дека е посебно значено примената на отворениот пристап за истражувачите во земјите во развој и средно развиените земји. Затоа што нели секогаш се жалиме дека немаме доволно средства за истражувачката работа и отворениот пристап е тој нели што ќе ни овозможи да ја читаме, да ја следиме литературата, а ќе видиме дали можеме и да ја публикуваме. Затоа што, барем моето искуство кажува дека списанијата со отворен пристап, кои што имаат импакт фактор, имаат и висок износ на сума треба да се уплати од авторите, како еден вид на котизација, за да може да објавите во тоа списание. И сега би се задржала на архиви на јавно здравје, списанието кое што јас го ледувам, или Archives of Public Health, кој што се објавува на македонски и на англиски јазик. Тоа е научно и стручно списание од областта на медицината и јавното здравје со отворен пристап, публикуван од Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија. Значи, издавач е Институтот за јавно здравје. Списанието има меѓународен уредувачки одбор. Значи, се трудевме како прво нели да ги следиме оние да речем барања, да ги исполниме оние барања од Законот за високо образование со цел да истражувачите пред се во прв момент нели да ги привлечеме истражувачите од нашата земја кои што имаат некаков напредок нели во својата академска кариера и затоа им е потребно да објавуваат трудови. Во списанието се објавуваат теми од јавното здравје и
но и од другите области на медицината, базични истражувања, клинички истражувања, студии на случај, прегледи на литература. И не само од медицината, бидејќи јавно здравје прифаќаме трудови и од другите области, а кои што имаат импакт врз јавното здравје. Списанието е индексирано во OpenAIR базата, во BASA и Google Scholar. Наменето е за истражувачи, едукатори, креатори на политики, групи за заштита на пациенти и пошироката јавност. Малку историјат за списанието, првиот број е публикуван по 2009 година во печатена верзија, тогаш така започнавме, и е поставен на веб страната на Институтот за јавно здравје. Меѓутоа, од 2015, односно од волумен 7 број 1, започнуваме со употреба на платформата Open Journal Systems и со тоа се поставува првата онлайн верзија на списанието и започнуваме од тој број и со отворен пристап. Во овој момент сакам да изразам голема благодарност до професор Спировски, научната фондација Спировски, кои што овозможуваат хостинг на списанието. Ја користиме ID Press, овде каде го гледате вебсајтот на списанието, и на некој начин и тој ме мотивираше за да започнеме со со онлайн верзија на списанието и со отворен пристап. И до не само 2015 и до ден денеска ние имаме добра соработка и поддршка во однос на списанието. Списанието излегува 2 пати годишно, до сега се излезени 19 броја. Сега ќе го презентирам малку списанието, како изгледа неговата веб страна. Ако одим овде на англиската верзија е презентирана, ако одиме во Архивс и гледаме волумен 12 номер 2 2020 година. Она што е ново, сега го почнавме во септември 2020, почнавме да објавуваме онлайн фрст. Онлайн фрст за оние трудови за кои што поминале низ процесот на рецензија, низ процесот на лектура, па и техничка обработка, добиваат дој број и ги поставуваме на веб страната, за да не чекаат да го оформиме целиот број, да овозможиме да бидат порано достапни и за авторите и за јавноста. Овде ако кликнеме на насловните страни од секој број на списанието, не води кон содржината на списанието, односно кон трудовите кои се објавени. Да, на овој слайд гледаме онлайн фрст, што е понатаму, ова е дното на страната, каде што гледаме кој е издавач, кој го врши хостирањето на списанието, каде што се уште може да добијат податоци, авторите, читателите, за лицата од библиотека, јазик англиски, македонски, исто така може да се направи и поднесување на труд. И сега, ако отвориме еден од броевите на списанието, имаме можност да го симнеме целиот број, затоа што покрај тоа што секој труд е поединечно достапен, исто така го уредуваме, како цел број, како да ќе го печатиме, меѓутоа не го печатиме. Еве, сега, одиме поединечно на еден труд, каде што имаме, составила овде од клинички истражувања еден труд, авторите, Morinfo, ни дава информации за припадноста на авторите, абстрактот на трудот, а десно имаме PDF, можеме да го симнеме PDF од овој труд, само трудот е достапен во PDF.
Понатаму ако одиме надолу по страната, гледаме како може да се цитира, значи имаме неколку формати за цитирање, копирајт, каде што се гледа дека правата на за копирајт ги задржуваат авторите. Исто така тука можеме да ги видиме и колку пати било даунлодирано овој труд. Значи колку пати бил посетен и даунлодиран и понатаму референците следат на трудот, екстрахирани референци на трудот. А ако се вратиме, значи со PDF може да го земат целиот труд. Исто така, значи имаат и насловна страна и содржина на списанието. Ова го потенцирам затоа што им е многу важно на авторите кои што треба да ги приложат објавените трудови во процесот на академскиот напредок. Во однос на авторските права би сакала да потенцирам дека авторските права за копирање и дистрибуција, ова баш го пренесов како е напишано во метадатата. Ова на секој труд ова стои, оваа статија е со отворен пристап, дистрибуирана под услови на нелокализирана лиценца која овозможува неограничена употреба, дистрибуција и репродукција на било кој медиум, доколку се цитираат оригиналните автори и изворот. Значи, има право авторот да го дистрибуира и репродуцира на било кој медиум, нормално да го задржи форматот за цитирање и да го сподели во различни датабази и за различни потреби. Сега би се навратила на мотото на отворената неделата за отворен пристап за 2020 година, која што вели да се превземат акции за да се изгради структурна еднаквост и инклузија и вклучување. Јас споменав на еден од претходните слайдови дека отворениот пристап во публикувањето на трудовите и книгите, би додала, е многу важен за земјите во развој и за ниско развиените земји или low income и middle income countries, како не нарекуваат. Дали е постигната целта во изминативе, да речам, 18 години, ако тргнеме од декларацијата за отворен пристап, донесена во Будимпешта? Тоа ме, пребарувајќи сега по литературата, ми остави впечаток еден труд сега објавен во 2020 година од Интернационалниот центар за истражување на истражувачката работа. Тие се фокусирале на податоците со кои што располага една иницијатива Research for Life. Research for Life е иницијатива која што имала за цел да ги, исто така во 2002 година започнала да функционира, која што имала за цел да даде поддршка на земјите во развој, ниско развиените земји, во смисла да имаат поголем пристап до списанијата со отворен пристап. Во која смисла да имаат поголем пристап? Да имаат поголем пристап како автори, не како читатели, туку како автори, да објавуваат трудови, значи во списание со отворен пристап. Еве ги насликава се земјите кои што имаат, може да ги користат бенефитите на оваа иницијатива. Тука, значи, ако малку се фокусирате, ќе забележите дека се наоѓа Македонија, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија не. Значи, тука ние можеме да се јавиме како корисници. Во самиот труд го поставуваат прашањето, бидејќи ја направиле анализата, дали е постигната целта, дали авторите, сега зборувам, истражувачите можат да објавуваат во списанија со отворен пристап. Дали пак
списанијата, како они ги нарекуваат национални или локални, пак можат да се најдат во меѓународните датабази и на тој начин да се постигне поголем визибилитет, да биде достапна истражувачката работа и од овие земји. Значи, може би не многу финансираме, но не значи дека немаме ние што можеме да покажеме, да споделиме со истражувачката јавност. Многу интересна публикација за мене, тоа ме потикна да размислувам и јас сакам сега овде како на аудиториумот да го поставам ова прашање. Дали ние успеавме да се пробиеме во публикувањето со отворен пристап? Професор Спировски многу ми остави впечаток неговата презентација, затоа што не очекував дека толку голем број на списанија има во Македонија. Со тоа што нели нормално ги опфати сите области на истражувачката работа. И еден графикон сакам да споделам од истиот труд, во кој што тие констатираат, сметаат дека не е исполнена целта која што си ја поставиле на почетокот од иницијативата и констатираат дека поголем дел од сепак истражувачите од овие земји се уште објавува во списанија со отворен пристап каде што имаат и каде што може да платат и publication fee. Сега не ми доаѓа често овој македонскиот израз, па ќе го наречам котизација. Затоа, на крајот јас вака би завршила. Колку сме далеку, а сепак сме толку блиску. Да, некогаш се чувствуваме и со некои истражувачи, да речеме, кои што се од многу од земји кои што се многу далеку од нас, во смисла на растојание, но и во смисла на развиеност и постигнување на цели во истражувачката работа, но ако се најдеме нели со нив да работиме, тогаш се чувствуваме како да сме блиску. А некогаш сме толку блиску, а сепак сме толку далеку. Може би да, со истражувачите во регионот, со кои што ако не ги споделиме своите резултатите од истражувачката работа, тогаш ќе бидеме многу далеку. Нема ни да знаеме дека всушност и тие работат на тоа поле и добиле некои слични резултати како нас. Значи, тоа се тие прашања што ни се наметнуваат. И сега ми дојде на ум, пак ќе се вратам на оваа студијата. Тие велат, дали всушност ние се успеавме да го намалиме гапот, односно празнината што постои помеѓу развиените земји и ниско развиените земји во однос на истражувачката работа со отворен пристап. Дали успеавме да го намалиме или може би го зголемивме? Авторите на трудот си го поставуваат тоа прашање. Дали го намаливме тој гап или го зголемивме? Во однос на читањето на литературата веројатно го намаливме, меѓутоа во однос на публикувањето, тука и јас не сум сигурна, мислам дека може би и се зголемил. Ете, вака сакав јас да потикнам некоја размислување и со ова ќе ја завршам презентацијата. Професорке, ви благодариме за освртот што го дадовте во однос на отворениот пристап и што прикажавте како функционира тоа во вашето списание, Архиви на јавно здравје. Вашата презентација, не можам за другите да кажам, но за мене лично беше една која што мислам дека можам доста да искористам информациите кои ги пренесовте. Така да видиме сега дали може би имаме некоја прашање за професорката или некој сака да се уклучи со дискусија. Доколку има, ве молам пишете во чатот за да можем јас да го прочитам вашето прашање или доколку некој од панелистите сака да даде некој коментар или да отвори дискусија врз основа на тоа што го презентираше денес професорката.
Еве, додека размислуваат, ќе ми дозволите, значи да земам јас малку збор, иако еве има и прекрасна презентација, коментари, тоа е добро. Јас да ви честитам и на двајцата, и на професорот Донев и на вас, професор Истовска, за навистина исклучително добрите презентации, на моменти интригирачки, и да ви честитам за успехот кој што сте го постигнале од 2009 нааму со вашето списание и сите оние префрлања на ОДЖС и така натаму, кои што доста пластично и убаво го објаснивте. И сметам дека вашиот пример, тука гледам и некои во учесниците, има една колешка, сега ајде и да не именувам професорка од филозофскиот, кој што е тазе главен и одговорен уредник, иако е редовен професор долги години на филозофскиот факултет, така што мислам дека може слободно да ја преслика ситуацијата во вашето списание на нивното списание. Еве, и дури ја охрабрувам, ако сака и ако има желба, може и слободно да ви постави некое прашање директно. Фики? Се уште немаме, професор, никакви прашања, само пофалби за презентацијата, дека била доста интересна, дека била прекрасна. Така да, ако нема никој кој што би додал повеќе, јас би преминал и на средната презентација.